Ова е знак дека овде почнува новото издание на Културна матрица, токму ова кратко видео што го погледнавте на самиот почеток на ова издание на емисијата, веројатно ви најавува одлично кој е поводот за емисијата и секако кој би можел да седи спроти мене во студиото на 24 вести. Имаме неколку поводи, видеото беше иако аматерско, меѓутоа одлично ја долови атмосферата од Израел. Неодамна Скопскиот дувачки квинтет се врати од таму, го одржа првиот концерт кој што македонци односно македонски музичари го одржале во Израел. Исто така зборуваме и за јубилеј 15 години и секако овде ќе ви ги покажам и овие два компакт диска кои што исто така се повод за гостувањето на господинот Васил Атанасов во ова издание на Културна матрица. Ќе ве најавам како прв обоист на Македонската филхармонија, како уметнички раководител или директор на Скопски солисти и Скопскиот дувачки квинтет. Добре дојдовте. Добар ден и поздрав до вашите гледачи. Морам да ве прашам, бидејќи ќе зборуваме за класичната музика, ќе го посветиме ова издание на Културна матрица на класичната музика. Имаме ли публика, има ли интерес? Да, секако. Кај нас во ова општество за ваква музика? И покрај премногу исполитизирана ситуација и милион проблеми, културата сепак живее, таа незапирлива и ме радува што доста има помлада публика која полека се приближува на концертните подиуми, а тоа е добар знак. Ние како уметници, тргнувајќи јас од мене лично и моите колеги од квинтетот и Скопски солисти, секогаш правиме разноврсна програма да биде интересна и така привлечна и за младата публика, бидејќи во нив е еднината. Имаме публика, не знаете. Еве на почеток да поразговараме всушност со она и што почнавме. Овие инсерти кои што ги погледнаа нашите гледачи и ги видовме и ние овде во студиото, се од вашето гостување во Израел. Кој беше поводот, како поминавте таму, буквално целите впечатоци да ги раскажеме? Секако. Овие фрагменти сега што ги видовме, тоа се од вториот концерт во Ерусалим, настапот во италијанско-израелскиот музеј, во една прекрасна сала, одличен амбиент, како што гледате вие, да не кажам, тоа е во италијански стил, преполно публика, а првиот концерт беше во Тел Авив, во ЕНАФ културниот центар. Значи, ова гостување е во склоп на годишната програма на Министерството за култура, кај што квинтетот аплицираше во делот на меѓународна соработка и за среќа, ни го одобрија проектот. Покасно се приклучи и нашата амбасада во Израел, македонската амбасада, се обратија до нас да биде поводот, би рекол повеќе наменски, да се искористи по повод 20 години дипломатски односи помеѓу Република Македонија и Израел, што за нас беше исто голема сатисфакција и предизвик. Изведовме една програма убава, би рекол, од класика до македонски автори и израелски, што посебно пак на публиката остави извореден печаток и ние сме презадоволни. Јас ќе кажам дека Скопскиот дувачки квинтет постои скоро 40 години, секако тука се смена на 3 генерации, но последната ја сочинуваат Марија Екимовска флейта, Васил Атанасов обоа, Ристо Ѓоревски кларинет, Маријан Милошевски фагот и Александар Гошев хорн. Тоа се први уметници во Македонска филхармонија и опера и членови на камерниот оркестар. Не беше возможно да ги сместиме сите овде во студиото, меѓутоа и веќе ги поздравиме. Да, еден поздрав и од мене и честитки. Така да, ова наша мисија е прво таков вид, бар по тоа што ни кажаа до амбасадата, да ви кажам, во Израел одевме со доста предпазливост во смисла. Знаеме дека во Израел има фантастични уметници. Тие се едни од најдобрите во светот и кога одите во една таква средина, кај што Зубин Мехта диригира во операта и во филхармонијата, не е многу... Очекувањата се големи, нели? Така да се помина убаво, ние бевме добро подготвени, викам, програмата беше фантастична, јас ќе кажам и овој фрагмент, дека на вториот концерт имавме една комбинација, самиот организатор предложи, ако е можно, и неколку израелски уметници, две певици и еден тенор, и ние прифативме, што беше уште поубава комбинација и за домашната публика и за нас како гости. Ние изведувавме израелски автори, но изведовме и една многу позната нивна песна, која е како национална химна, да кажам, Хава Нагила, и публиката со цел глас ја започна да ја пее и буквално беа на нозе. Тоа е најдобрата награда всушност за вас како уметници. Букети, цвеки, а на крајот
побарување автограми, побарува и цедење од квинтетот, носевме секако, на општо задоволство, јас кажувам дека сум многу задоволен јас и моите колеги. Споменавте дека свиравте и македонска музика, какви беа реакциите на македонската Значи музика? беа прекрасни, ние исполнивме. Им беше ли позната или? Не позната, но призвукот дека таа мелоритмика, убави мелодии и нашиот ритам, фантастични хармонии, да кажам, го отсликуваат поднебјето на југ. Ние бевме на Блискиот исток, но сепак не беше толку далечно, бидејќи реагираа позитивно. Свиревме Лабини дојра на Трајко Прокопиев суитата. И познатото од Игор Смопарски, тешкото, тоа на крај го исполнивме. Тука беше, значи, справно овации, аплаузи, незаборавно, така. Тоа е фуриозно на крај завршува и сум навистина многу задоволен. Споменавте дека Скопскиот дувачки квинтет постои веќе 40 години со смена на генерации, нели? Да. Меѓутоа скопски солисти одбележуваат јубилејни 15 години. Што ви е она што ви остава најголем впечаток? Што ви е она што ви е најдраго, а досега успеавте да го постигнете? Па не е мал јубилеј, секако. Најдраго ми е тоа што сепак и покрај сите премрежија успеавме, бидејќи овие години на промена на систем, на реформи, на подобро утре, не излегува во целост и најмногу страдаше културата, живата уметност. И од тука јас сум задоволен, па и моите колеги од скопски солисти, баш во едно интервју, мислам за 10 години беше, самите тие кажаа дека ентузијазмот е тоа што нас не одржува. Убавата музика, убавите изведби, разноликата програма и посетеност на концертите. Ние особено вложивме за една убава традиција, познатиот Божикен концерт, а и ова CD кој беше промовирано минатиот месец на почетокот е всушност од ланскиот Божикен концерт со Весна Гиновска, хорот Рустико, Васил Атнасов како солисти Весна и јас и познатиот бугарски диригент маестро Андреј Андреев со скопските солисти нормално, хорското студио Рустико, еден амбиент одличен во универзална сала, преполна сала и тука на самите снимки тоа е живо, значи музика во живо, бидејќи е успешна, се слушат реакциите на публиката и на крај, нели, познатата Тивка ноќ, цела публика пее со оркестарот, со изведувачите, тоа е прекрасно задоволство и затоа ете успеавме, секако се уште има, нели, да кажам, ентузијасти и поддржувачи, да кажам, спонзори или мецени во нашата средина, тоа беа Комерцијална банка и Кнагов. Јас им благодарам, бидејќи за класиката многу малку се вложува да останат тонски записи, а тоа е многу убаво да оставиме нешто за генерациите кои доаѓаат. Јас како професор и педагог секогаш мислам на тоа, да може да се споредуваме, а за нив е престиж, нели, кои ги слушнат своите претпоставени, своите професори, тоа е многу убаво. Јас тргнам од себе, знам како се чувствував убаво и имав тој жар за надправа, за вежбање, така да ова е наше трето CD, трет компакт диск. Каде може да го пронајдат ова CD оние кои што ќе бидат заинтересирани? Јас веќе им го покажам уште еднаш на гледачите. Станува збор за музика која што трае 72 минути и 7 секунди, 12... тоа е второто CD, празнична музика. Така, 72 минути празнична музика. Ќе може да прочитаат внатре во ова програмче, кратко ќе може да прочитаат и за биографијата, односно за некои од најзначајните детали околу постоењето на камерниот оркестар Скопски солисти. Каде може да го најдат CD-то оние кои што ќе посакаат да слушаат музиката? Тоа во продажба нема да види, во бившо име Универзалната сала или Конгресен центар и во Скопски солисти, бидејќи тоа е промотивно издание. Так. Да ви кажем, во недостаток на заштита на авторски права, гледате и сега има полемики се уште кој да ги застапува. ЗАМП сега се појави ново, слушам дека трето има проблеми со медиумите, еве, нели. Тоа мора да се седне, да се разграничи, бидејќи па ние изведувачи сме запоставени. Ако ние ставиме на стоп, што ќе биде? Значи, мора да се најде заеднички јазик во тие услови на функционирање, затоа и вашите колеги и медиумите реагираат дека треба да се избалансира, да се направи некој компромис. Ние секогаш се повикуваме на Европа, но мора да сватиме каде живееме, бидејќи нашите стандарди, плати, економска ситуација не е на нивото. Ние имаме други стандарди, но оние основните не се. Така да, јас
сум задоволен, нели, се остварени ова е третиот компакт диск и за нашиот скромен јубилеј 15 години и како што рековте, ипак не е мал. Јас се радувам. Бидејќи се ближат новогодишните и божикните празници, морам да ве прашам, да ми ја појасниме ситуацијата на нашите гледачи, оние кои што ќе се заинтересираат и кои што ќе посакаат да отидат на новогодишен или на божикен концерт. Лани се направи мала узбуна, би рекла, во медиумите и меѓу вас кај музичарите, оние кои што се дел од операта и балетот и од филхармонијата, околу воведувањето на таа нова традиција на новогодишен концерт кој што ќе го одржи Македонската опера и балет и божикниот кој што ќе го одржи филхармонијата. Да. Се пожаливте на тоа дека на некој начин се гасне некоја стара традиција за да се почне нешто ново. Ајде да го искоментираме малку ова. Секако тоа беше така како што вие го прокоментиравте. Јас би рекол дека за сите нас беше чудно и не ни се веруваше дека тоа може да се случи. Так. Јас лично мора да кажам како човек кој ги води скопски солисти, не бев службено информиран ништо. Од кулуари, од новинари. Ја видов пресконференцијата и се зачудив како може некој да не знае дека 15 години се прави нешто и да вика ќе правиме нови традиции. Но јас толку неа кривам министерката, отколку тие што ја го дале тој совет, кој сигурно не знаат што се случувало или па премолчар. Таа е една убава традиција која ние негувавме. Македонската филхармонија исто го негува новогодишниот концерт, а операта си имаше новогодишен концерт василичарски, стара нова година. И од тука ја не го разбрав тоа, дури се помести, нели, тајмингот на концертите, божикниот се направи, односно ќе почнеме новогодишниот се направи на први вечерта, свиреше операта или на втори, не се ни сеќавам да ви кажам, бидејќи не ме интересираше едноставно, сметам дека е тотално погрешно. Зар ќе се текмичиме со Виена? Нема шанси. Тие си имаат традиција, цел свет го гледа тоа. Филхармонија правеше пред празниците, од 25 до 28-29 и тоа е убава традиција, се доаѓаше публика и не прашуваат и сега зашто е сменето. Се поставува прашањето, јас на тоа помислив, зошто би се операта згаснала правеше оваа традиција? новогодишен, па после и василичарски. Зошто да правиме дупликати, да се повтараме, кога си имавме една прекрасна традиција, таа можеше да се организира на друг начин, нели во однос на терминот. Седми, на времето јас одев до покојниот владика Михаил и тој ми кажа дека не е убаво да го правим на седми, бидејќи ние празнуваме, тогаш е Христово раѓање и има две литургии, тука е семејниот ручек напладне и вика треба да сме заедно, да го славиме тоа раѓање, ќе правите директоре на 8-ми, господине професоре, и ми објасни дека и вториот ден, и јас го знам тоа, нели, бидејќи ние сме христијани и во мојата фамилија се негува тоа, и така беше успешно. И сега, зошто се случи тоа, не знам. Ефектот, мислам дека не беше кој знае каков, но мене исто ме среќава публика и ме прашуваат, ќе има ли, зашто се случи тоа, ја не го знам точно одговорот. Ако има некоја дебата, да разговараме, да направиме нешто, нели, по-конкретно, ќе би се вклучил, но да велиме дека немаме традиција, мислам дека не е добро и погрешно. Имаме традиција, во се имаме традиција, да се разбереме. Поготово во културата, во уметноста, има традиција. Може би не е голема, но тоа е фантастично. Има фантастични уметници, само тоа треба да се негува и да се најде правата смерница. Има една опера и една филхармонија. Значи, ние немаме 20 оркестри, па да има надпревар, да, нели, публиката може да споредува, како во големите држави, но тоа што го имаме е доста добро. Треба да се внимава на репертоарот и можностите на ансамблите, да се подигне критериумот за изведбите. И тука е клучот. Да се вложува во младиот потенцијал, да се негуваат македонските млади уметници кои се надвор и се враќаат, да им се даде можност. Вливаат ли надеж оние под наводници субвенции кои што Министерството ги најави за конкретно за класичната музика? Да, тоа вроди со плод, тоа е убав гест и веќе композиторите ги добија првите плодови, би рекол, бидејќи нарачка на композиции се направи и тие добија соодветна награда. Дали е таа добра или не, треба тие да си кажат. Слушаме дека има убави суми. Ние се надеваме, бидејќи Министерството за култура имавме некои разговори со Сојуз на уметници на Македонија,
дека и за уметниците ќе се примени новиот критериум на стандарди според квалитетот и класификација во отсуство на концертна агенција. Ако имаме во Македонија, таа ќе го реши овој статус кво, би рекол, бидејќи сега сите се прва лига, сите се одлични, ама никој не мрднал од Скопје. И сега тука е спорот. Значи тоа, јас како член на управниот одбор на СМУМ, кажувам дека ние сме спремни да помогнеме и тоа да го решиме ние како уметници. Значи би се оформило едно стручно тело и да разграничиме како во концертните агенции надвор. А, Б и С. С се подиум на млади. Младите кои доаѓаат, имаме фантастични млади таленти. Кога ќе настапат тие, кога ние повозрастните или докажаните и така натаму. Така да и тука да има некоја награда и тогаш многу ќе биде полесно, да ви кажам, и во изборот на програмите во годишната програма, бидејќи со самата класификација каде му е местото на секој, сега видите, тоа е релативно, нели? Но ние ќе се трудиме да почнеме од нешто, а секој почеток не е едноставен. Но ако се направи тоа, мислам дека ќе се избалансира и тој, нели, однос познати уметници, почетници, квалитет, неквалитет и така натака. Оти апсурдно е да ви кажем, искам за една народна песна или забавна да добие некој 20.000 евра за 3 минути, а еден врвен уметник за некој концерт да добие некои смешни пари. Тоа не е во ред и не дава надпревар. Во класичната уметност, во нашата да кажам, има многу работа до перфекција, бидејќи вие со Моцарт и Бах не може да правите импровизација, а на секоја народна или забавна мелодија може било што да се случи да се поминете, но овде стилската определба и начинот на изведба кажува се така да не и тоа е за респект, но не го гледам јас тој баланс зашто некоја песна која никоја не ја пее, да кажем, што победи на еди кој си фестивал, имаме прилика од лани оломани, тие песни никој не ги зуцнува, добиваат страшни суми, а едни фантастични уметници, некои пари кои не може да ги покријат основните трошоци, а од друга страна не да избориме за како да ја доведеме публиката. Морам да ве прашам многу накратко да ги информираме гледачите, бидејќи се ближат новогодишните и божикните празници. Каде ќе можат да слушнат дел од музиката која што ја изведуваат скопските солисти, скопскиот дувачки квинтет, веројатно главна асоциација за Нова година и за Божик ни се изведбите на Виенската филхармонија, меѓутоа маршот Радецки е нешто што вие одлично го изведувате. Каде можеме да ја најдеме оваа музика? Планирате ли некој концерт сега околу овој празничен период? Мора да кажем дека за Скопскиот дувачки квинтет тоа беше успешна сезона. Имавме убави концерти во Републиката и гостувањето. Исто и по годишната програма скопските солисти остварија убави концерти. Јас сум оптимист и се надевам дека Белки следната ќе биде поуспешна, нели очекувајќи ги тие резултати од Министерството. Квинтетот планира по годишната програма и без разлика на тоа ние имаме некоја своја програма, концерти во Скопје и во Републиката и едно гостување, а Камерниот оркестар предвиде 5 концерти во Скопје и 2 гостувања во провинциите, во Штип и Струмица, ако биде успешно. Јас ќе кажам дека следната година е мој јубилеј, 40 години уметничка дејност. Тој концерт ќе го направам со моите колеги од Скопски солисти и квинтетот и мора да кажам дека сум многу радосен дека моите колеги и пријатели со кои се работувам долги години ја прифатија таа покана. Тоа се маестро Борис Трајанов, нашиот национален уметник, примадоната Весна Гиновска, Сворски квинтет и еден стварно ексклузивен уметник од светски калибар, господинот Немања Радулович виолине, тој ќе биде мој гостин. Моите деца се исто музичари, керка би е виолинистка, син ми е обуист и тие ќе настапат, квинтетот, моите соработници, Јагода Имам уште многу поводи. Ово би значило дека имам уште многу поводи да се дружиме во ова студио. И нели, ете, младите доаѓаат, па тие нека продолжат со своите кариери и убави мигови во уметност. И се пожаливме и се пофаливме и ми остана уште да ви се заблагодарам за овој разговор. Ви благодарам на поканата и ви посакувам на вашата телевизија, вас и екипата, успешна
година до крај и секако следната да биде уште поспешна. Почитувани гледачи, пред да ви ја одјавам, односно пред да ја одјавам емисијата, ми останува да ви го најавам краткиот блок вести од културата и знаете дека имаме уште само неколку минути до крајот, затоа не го менувајте каналот. Министерството за култура распиша конкурси за избор на директори на националните установи: Кинотека на Македонија, Музеот на современа уметност, Центарот за култура Трајко Прокопиев од Куманово, како и националните установи, универзитетски библиотеки Свети Климент Охридски од Битола и Гоце Делчев од Штип. Кандидатите, покрај општите и посебни услови кои се наведени во конкурсите, треба да достават своја програма за работа и за развој на установата, како и стратегија за наредниот 4-годишен период 2015-2019 во согласност со Законот за култура. Конкурсите траат 8 дена од објавувањето. Со поетски портрет за авторот, Друштвото на писатели одбележа 40 години од излегувањето на првата стихозбирка на Кочо Топузовски. За неговото творештво зборуваа Евтим Клетников и Санде Стојчевски, а со музички номери учествуваше и Христо Христовски Мулар. Кочо Топузовски е представник на средната генерација македонски поети. Покрај дебитантското остварување Ноќни делби, автор е и на стихозбирките Болна прелест и Препознавања. За сабота 12 декември во 12 часот во книжарницата Култура на Скопскиот плоштад е закажана промоцијата на романот Добро утро Јаков на новинарката Санта Аргирова. Станува збор за политички трилер кој опфаќа низа возбудливи настани над црвената линија на моќта и на очајот, за представници на политичката моќ и за оние другите, контролирани, водени и заведувани од неа. Аргирова во својот втор роман ја разработува дилемата дали да се заземе филозофски став или да се искористи правото на активен пристап кон злото лоцирано во политиката. Дејството не води кон сознанието дека херојството и хероите не изумреле и не умираат секогаш. Романот всушност ја прикажува вечната борба на доброто и на злото. Ова е вториот политички трилер на Санта Аргирова. Незиниот роман првенец е Портрет од Дрезден, кој исто така го покажува духот на времето во Македонија. Долго се осмелував да го објавам својот првенец Портрет од Дрезден, но охрабрена од вашиот одзив, подкрепена од 70 годишната традиција на издавачката Куќа Култура и со огромна надеж дека Добро утро Јаков ќе најде место кај вас, ве поканувам да се дружиме во сабота во 12 часот, како што веќе реков, во книжарницата Култура на градскиот плоштад во Скопје. Во чест на 10 годишниот директен пренос, Метрополитен операта од Њујорк ја представува првата опера со која започнаа преносите во живо во висока резолуција, Волшебната флејта. Оваа опера за многумина е символ на силата на целокупната музичка уметност, а истовремено и една од најголемите ремек дела на оперската литература. Оваа скратена верзија во изведба на англиски јазик е со време траење од 100 минути, а ќе можете да ја погледнете во сабота на 12 декември во киното Синеплекс во Скопје. Джули Тајмор, добитник на многу награди, е задолжена за режијата, додека диригент е музичкиот директор на Метрополитен операта Джеймс Ливајн. Почетокот е во 18 часот и 55 минути. Познати руски филмски ѕвезди, рускиот космонаут Сергеј Волков и француската актерка Фани Ардан се меѓу 1300 лица кои го читаат епскиот роман Војна и мир на Лав Николаевич Толстој во живо преку интернет. Станува збор за 60-часовно маратонско читање, што се спроведува во период од 4 дена. Овој необичен настан го организира рускиот државен електронски медиум, што потоа е префрлен и на интернет мрежата. Определени локации кои се посочени во романот се користени и како сетови за читање на делото од книгата на Толстој. Во ова масовно и маратонско читање се вклучени и ученици, спортисти, научници, припадници на руските армиски сили, како и еден правнук на Толстој, кој ќе чита од Јасна Пољана, каде се наоѓала куќата на славниот писател. Романот, кој е издаден во 1869-та, се смета за едно од најзначајните дела во руската и светската литература. Војна и мир ја следи судбината на руските аристократски семејства за време на француската инвазија на Русија во почетокот од 19. век.
една од главните асоциации на празниците кои што доаѓаат, на новогодишните и божикните, барем за мене е класичната музика. Некако одлично се поклопи овој разговор со Васил Атанасов баш во овој предновогодишен период. Се надевам дека ќе ве поттикнеме да отидете на еден од концертите на класична музика, да бидете дел од таа публика која што ќе ужива таму. Секако нека не ви биде главна асоциација за класична музика само Виенската филхармонија, бидејќи имаме навистина одлични музичари и одлични концерти овде кај нас. Ви посакувам да го поминете овој период во навистина убаво расположение. Секако гледате 24 вести. Следниот термин за културна матрица е следниот петок 19 часот и 15 минути. Довидување.